централно издание на Дневникот на телевизија Кочани. Добро вечер. Еве што ќе гледате во него. Стопанството на Кочани во длабока криза. Нема надеж дека на повидок е развоен пресврт. Празникот на општина Зрновци 8 ноември одбележан со свечена седница на Советот и со голем народен собир. Митровденското празнување во Зрновци започна синоќа со вечерна богослужба во црквата Свети Димитрија. Ликовна изложба на членовите на ликовното студио представена во Центарот за култура Бели Могри во Кочани. Прес на футсал екипата на Кочани пред утрешниот надпревар со екипата на Гемиџи 903 од Велес. Со Дневникот се враќаме веднаш после рекламите. Гледајте не. Сончеви колектори, Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Подружницата на македонски шуми во Кочани обезбеди доволно залихи на огревно дрво, кој ќе го продава преку цела година. Застојот во снабдувањето со огревно дрво на граѓаните од страна на подружницата Осогово македонски шуми од неодамна во целост е надминат. По успешно спроведениот тендер за транспорт на дрвната маса од планината до градот, деновиве се создадени залихи од околу 800 метри просторни огревно дрво во Стопанскиот двор Варница. Според нашите видувања, потребите на граѓаните ги сведовме со нашите реални можности, што на крај резултираше да сите граѓани кои што имаат уплатено огревно дрво овде од подружницата, со почетокот на грејната сезона им биде на време испорачено.
Ние сме подружница која што врши стопанисување со шуми во две општини, во Кочани и во Пробиштип. Значи во Кочанско имавме некаде околу 8000 метри просторни огревно дрво, кое што успеавме до крајот на до овој момент да биде испорачено. И во Пробиштипско имавме некаде околу 1000 до 2000 метри огревно дрво кое што беше испорачено и во таа општина. Така да до овој момент сите оние граѓани кои што има уплатено дрво преку подружницата им беше на време доставено. Директорот на подружницата најавува дека деновиве ќе бидат транспортирани уште околу 3000 метри просторни огревно дрво од сечите на Осогово. Тоа значи дека огрев од прва бука и ДАП од прва и втора класа граѓаните ќе можат да купат во текот на грејната сезона, при што цените остануваат исти. Горе во планината имаме нашите видувања се околу 3000 метри огревно дрво. Овде на плацот процената би била некаде од 700 до 800 метри, али тоа забрзано се работи, ги користиме последните сончеви зраци за да го забрзано и симниме ова дрво. Така да сметам дека оваа количина, ако послужи времето и овој месец ќе биде сосем доволно да имаме една мирна зима према граѓаните во Кочани. Овие цени се традиционални, значи веќе втора или трета година поред се. Буковото огревно дрво е од 2372 денари, значи тоа е дрво кое што е од 7 до 16 сантиметри или популарно прва класа. Дабовото дрво е од 2455 денари, додека она дрво од 3 до 7 сантиметри или популарна сеченица е од 1860 денари. Тоа е цена без утовар и растовар, значи тоа е цена која што граѓаните кои што можат и кои што сметаат, можат да дојдат и да си ја подигнат овде од складот. Доколку ние ја носиме, услугата наша кошта од 140 денари за метар просторен. Тоа што кочанското стопанство е во длабока стагнација е помалку страшно од безперспективноста во повеќето стопански гранки, која не влева надеж дека на повидок е развоен пресврт. По 2,5 децении транзиција и приватизација, граѓаните на Кочани можат аргументирано да речат дека таа била неуспешна и спротивна на нивните интереси. Првите сведоштва секако се големите фирми Руен, Атом, Хартија, Југотутун, Борис Кидич, комбинатот и за другите, Нова трговија, кои по приватизацијата наместо да процветаат буквално пропаднаа. Дури и сега се грди споменици на некогаш развиеното кочанско стопанство. Капацитетите ги јаде забот на времето, технологијата пропаѓа, а заинтересирани за купување и рестартирање нема. Неповолните состојби и не би биле толку обесхрабрувачки, доколку не се обвиткани со превезот на безперспективноста во секој поглед. Тоа практично значи дека за Хартија нема иднина, за Руен исто така, а другите приватизирани фирми, кои некогаш абсорбираа неколку илјади вработени, денеска живуркаат со стотина, а некаде ни толку. Навистина се прашуваат кочанчани која е сламката на спасот и на што да ги темелат собствените перспективи. До толку повеќе што геотермалните води, агростопанството и туризмот предолго се само потенцијални можности од кои што уште долго малку кој ќе се офајди. Кога се до тоа ќе се има во предвид, логично е што младите бегаат во Европа, што наместо проевропски развој, општината бележи се потешка стагнација која ги подјадува екзистенцијата, стандардот и голиот опстанок. А во таква ситуација, кој може да размислува за развој и подобро утре? Празникот на општина Зрновци 8 ноември одбележан со свечена седница на Советот на општината и со голем народен собир во паркот во населбата. Општина Зрновци празникот на општината 8 ноември го одбележа со свечена седница на Советот на општината и со голем народен собир во паркот на населбата. Во просториите на општината Советот одржа свечена седница на која беше направена анализа на досегашното работење. Општина Зрновци имаше успешен старт, се реализира повеќе проекти. Тоа е локалниот пат према кај игралишто, према Видовиште и Мородвис, локалните патишта Зрновци, Мородвис, Видовиште, Зрновци, локалниот пат према Виница, доле кај што го викат кај
циганско мало према Виница. Тука е ќеот на Зрновска река, тука е улицата, една стварно убава улица која наликува неле на урбана средина. Со овето и градоначалникот се едно ткиво. Ние уште на почетокот неле да се договоривме дека му даваме потполна поддршка на градоначалникот за се што се работи во општината. Сме запознаени и без прекорна поддршка има од самиот совет. Сите одлуки до сега што требаше да поминат се поминати. Има изворедна соработка, така да гледа се домакинското работење на градоначалникот, така да соработката е на високо ниво. За градоначалникот Блаже Станков ова е убава можност да се сумираат резултатите од 10-месечното работење во овој мандат и да се најават новите активности. Со самиот почеток на новата 2014 година ќе започнеме со реализација на истите. Се работи значи за завршување, односно втора фаза на изградба на фекалната канализација во село Видовиште, потоа изградба на плоштад во Зрновци, изградба на канализација во село Мородвис, промена на секундарната водоводна мрежа во Зрновци, уредување на речното корито, како спомнавме, значи во село Мородвис. Очекуваме значи да ни бидат одобрени со така и аплицираниот проект за уредување, односно завршување со уредувањето на речното корито на реката Зрновка. И со така се надевам дека во 2014 година веќе навистина ќе започнеме со изградба на детската градинка, со оглед на тоа што веќе средствата после јуни 2014 година ќе можеме да ја користиме овие средства, се работи за средства од Светска банка. Во паркот во населбата се одржа голем народен собир на кој вредните зарновјанки од Унијата на жени на ВМРО ДПМН подготвија бројни специјалитети од кујните на нивните баби и мајки. Имаме сарми, мрсни сарми, имаме и постни работи, има зелник, баници, кифлички, салати. Имаме постна торта направена со грбот на зрновци, толумби, еклери, баклави. Се потрудивме колку можевме. Ја подготвив баница, тавче, гравче, погача. Празникот на општина Зрновци ќе биде заокружен вечерва со концерт на кој ќе настапат фолклорните ансамбли Љупчо Сантов, Руен и гости од Романија, музичка група од Зрновци и солистички концерт на пејачот Јордан Митев. Митровденското празнување во општина Зрновци започна синоќа со вечерна богослужба во црквата Свети Димитрија. Заштитникот на општината со вечерна богослужба. Во црквата Свети Димитрија, заштитничката на зрновјани, синоќа започна митровденското празнување во општината Зрновци. Во оваа тробродна црква со рамни тавани и една купола на централниот брод со галерија на западната страна се одржа вечерна богослужба со која чинно началствуваа свештеници од Кочанското архиерејско наместништво Зрновска епархија. На вечерната богослужба присуствуваше и броен народ, меѓу кои и градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Се наоѓаме во црковниот двор на црквата Свети Димитрија Солунски, бидејќи со обзир на тоа што општината Зрновци го земавме овој ден и како патрон, како заштитник на општина Зрновци, овде сме на вечерна литургија. Очекуваме дека граѓаните на општина Зрновци овде ќе бидат присутни. Така да ќе присуствуваме на вечерната литургија, а понатаму следува вечерна вечера. Оваа црква е целосно заштитена, фреските на дворешниот и внатрешниот дел. Градите две цркви во Мородвис и Видовиште. Колку општината води сметка за ширење на религијата, на христијанството, на нашава вера? Па со обзир на тоа што црквата во историјата на Македонија има одиграна важна улога, ние навистина во изминатите години посветивме особено внимание на црквите, така да веќе изградивме, подигнавме две цркви, една во село Мородвис, една во село Видовиште. Се надевам дека наскоро во текот на следната година ќе бидат истите до крај завршени и исто така осветени. Исто така можам да кажам дека уложивме поприлично и во самата црква, што е парохијска црква во село Зрновци. Со обзир на тоа што се работи за стара црква, инвестиравме во одреден дел, меѓутоа
се надевам дека и понатаму ќе продолжиме, ќе најдеме средства за да можеме навистина да им дадеме една одлика која што заслужува да биде парохиска црква. Инаку црквата во Зрновци е градена со делкан и кршен камен во 1849 година, врз темелите на постар објект. На источната страна има една полукружно изградена апсида, од северната страна има камбанарија, а од јужната административни простории и крстилница. Црквата е градена со ктиторство на овдешните мештани, православни христијани од Зрновци. Високиот иконостас го красат 3 реда на икони од непознат мајстор од 80-тите години на 19 век. Од мајстор Гавро оставил свој подпис и годината 1922 на иконата посветена на Исус Христос. Денеска е свети великомаченик Димитрий Митровден. Верниците од општина Кочани во голем број го посетија црковниот храм за да го прослават овој голем христијански празник. Денеска верниците од православната вероисповед го празнуваа верскиот празник Свети великомаченик Димитрий кај народот познат како Митровден. Синоќа со вечерна богослужба и утро во соутрена богослужба голем број верници го посетија црковниот храм Свети великомаченик Ѓорги во Кочани и го празнуваа овој ден. За житието на Свети великомаченик Димитрий денеска разговаравме со ѓакон Димитар Арсовски кој ни изјави. Самото, име кажува дека тој е роден во Солун од благочестиви родители и неговиот татко бил војвода во Солун. Иако не израснал во христијанско семејство, сепак тој го спознал Христа и бил потен христијанин. И како војник кој што работел за царот Максимилијан, кој еднаш кога царот издал декрет, односно наредба христијаните да бидат прогонувани, светиот великомаченик Димитрий на тоа остро се спротивил и пред самиот цар се изјаснил дека тој е православен. Поради ова царот многу се разгневил на него и го пратил во затвор каде што тој бил мачен, но за време додека престојувал во затворот на светиот великомаченик Димитрий му се јавил ангел Господов и го крепел, му кажувал дека маченички ќе пострада, но дека ќе биде едно светило на православието. На овој ден верниците по традиција ги подигаат кукните панагии за да вечер го прослават празникот со своите најблиски. Исто така имен ден слават сите оние кои го носат името на светиот великомаченик Димитрий. Репродукции анимирани ликови синоќа во Центарот на култура Бели Мугри се представија пред кочанската публика. Изложбата изработена од членовите на студиото Сликање и цртање под менторство на Александра Димитрова. Синоќа во фоеето на Центарот за култура Бели Мугри беше отворена ликовната изложба Репродукции анимирани ликови, изработена од членовите на ликовното студио Сликање и цртање при Националната установа Центар на култура Бели Мугри од Кочани. На отварањето своје обраќање имаше директорот на Националната установа Коце Стоеменов, кој зборуваше за постанокот на изложбата и изработените слики. По него своје обраќање има и Љупка Коцева, член на ликовното студио и дел од тимот кој стои за изработката на изложбата. Ги разделивме темите така што малите работеа на тема анимација, а ние по големите репродукција. Овие дела се од познати сликари, многу научивме од нив. И секако со помош на нашата професорка, многу вложивме труд во нив и навистина се потрудивме, многу сме задоволни, па се надеваме дека ќе се допаднат и на оние што ќе ги видат. Менторката Александра Димитрова за целиот настан вели дека посебно уживање и причинува работата со млади амбициозни уметници кои имаат своја цел и полека успеваат да ја исполнат. Најмладиот уметник во ова студио има 3 години, а највозрасниот 18. Самата изложба може да се подели во 2 дела. Најмладите уметници анимираа своји авторски дела, а повозрасните репродуцираат дела од познати сликари. Прес на КМФ Кочани по повод утрешниот надпревар со екипата на Гемичи 1903 од Велес. Оптимизам во редовите на кочанчани за средбата од третото коло. По повод утрешниот надпревар од третото коло во втората македонска лига во футсал, редовен прес одржа кочанскиот клуб Кочани.
Според тренерот Крстев, целта на овој прес е да се поттикне кочанската публика за поголемо присуство на надпреварот, при тоа додавајки. Редовна пракса станува веќе на КМФ Кочани пред секој домашен надпревар да најавиме пред медиумите со тоа што целта ни е да ја запознаеме јавноста и очекуваме од нив присутност. Со нивната присутност исто така се надеваме на позитивна атмосфера во салата, каде што ќе ни биде неопходна поддршка за да бележиме позитивни резултати. Веќе одигравме 2 кола во кои што имаме половичен успех. Во првото коло победивме, како што знаете, веќе во второто коло на гостински терен загубивме од 5:3 против екипата на Цико од Стојаково. Така да во глобала за првите 2 одиграни кола сме задоволни, иако како што напоменавме и на претходниот прес дека резултатот не ни е во преден план, во секој случај ќе се насочиме на играта. Мислам дека од надпревар во надпревар прикажуваме подобра и подобра игра и така да и за надпреварот во сабота кој што го играме на домашен терен со Гемиджи 1903 од Велес, кои што се исто така минатогодишни учесници во втората лига, се работи за екипа која што е млада, полетна, надежна и филијала на прволигашката екипа во футсал Велес од Велес. Играчот на футсал екипата на Кочани Александар Николов не подсети на претходниот надпревар кој кочанчани го загубија со резултат 5:3. Иако бевме отпатувавме со ослабен состав од оправдани причини, игравме достойно, се држевме на полувреме, резултатот беше 2:2, можевме и да го добиеме надпреварот, но од некои контри ни дадоа голи, со резултатот 5:3 го изгубивме надпреварот. Во редовите на екипата на Кочани пред утрешната средба владее оптимизам. Утре влегуваме во еден оптимистички надпревар против екипата на КМФ Гемиджи од Велес. Ке играме на стрпелива игра, која градиме веќе неколку месеци, почнувајќи од септември, веќе 3 месец работиме со тренерот Крсте Крстев. Бараме поддршката од трибините, тие посекуваме да бидат нашиот чести играч и заедно со нив да оствариме позитивен резултат. Надпреварот меѓу екипите на Кочани и Гемиджи 903 започнува утре вечер во 19 часот во спортската сала во Основното училиште Никола Карев во Кочани. Во недела со почеток во 13 часот се игра последното коло во третата фудбалска лига Исток. Осогово и гостува на екипата на Чешиново. Во недела со почеток во 13 часот се играат надпреварите од 13-тото последно есенско коло во третата фудбалска лига Исток. Дерби надпреварот се игра во Виница, каде што второпласираната Слога 34-та го пречекува лидерот на табелата и воедноесенски шампион Беласица од Струмица. Осогово од Кочани го игра комшиското дерби, му гостува на Чешиново, а во Македонска Каменица ќе се игра надпреварот Каменица Саса Рудар. На останатите надпревари се среќаваат Работник Карбинци, Напредок Здравје Јака, Астибо Тркања и Брегалница Голак Баби. Во осмото коло на првата македонска фудбалска лига за жени, дерби надпревар меѓу Младост Иднина С и Тиверија и Статов. Кочани гостува на екипата на Топ Гол. Сабота и недела се термините во кои се закажани надпреварите од осмото коло на првата македонска фудбалска лига за жени. Дерби надпреварот Младост Иднина С, Тиверија и Статов од Струмица се игра во Оризари во сабота со почеток во 12 часот, а вториот представникот од Кочани, екипата на Кочани, во недела му гостува на Топ Гол во Битола. На другите надпревари се среќаваат Билјанини Извори, Победа Прилеп, Единство, Победа Куманово, Борец Конзули и Ас Юнајтед Речица.
Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Кочани. Довидување.